Драги ученици, добро дојдовте во нашата училница по предметот работа со компјутери и основи на програмирањето за 5-то одделение. Денеска ќе работиме со табели, односно ќе треба да се оспособите за користење и уредување на табели во документ. Програмите за пишување овозможуваат уредување на текст во табела. Во табела може да се средат, например, лични податоци на учениците, односно еве, јас изработив табела во која што имаме име и презиме, одделение, дата на раѓање и адреса. Исто така, многу често користени табели за учениците е кога изработувате распоред. Распоредот може да биде составен од текст, но може да бидат и вметнати слики како опис за предметот и распоред во кој што имаме само текст испишан со предметите во соодветниот ден. Табелите се состојат од редици и колони. Пресекот на колона и редица е правоаголник кој што се вика клетка. Овдека ќе погледнеме дека можеме табела да направиме од кога од лентата наладки ќе стартуваме иконата Insert, потоа Table и можеме да нацртаме табела. И оваа табела овдека, која што е исцртана, се состои од 4 редици и 3 колони. Секој од овие правоаголници кои што се исцртани во оваа табела представуваат клетка. Во програмата за работа со текст, табели може да се представат со исцртување со соодветни алатки или преку наредби од менито. Најпрво ќе започнеме со работа со менито за табели. Со табели се работи преку менито Table. Ќе повторам уште еднаш. Преку лентата со алатки, која што се наоѓа во горниот дел на програмата за работа со текст, ќе избереме Insert, а потоа Table. Најпрво ќе се појави простор каде што можеме, движејќи се со маусот по овие празни квадратчиња, се приметувате дека се обојуваат и можеме да нацртаме табела која што ќе содржи 10 редови и 10 колони. Или можеме да нацртаме помала, но не може да нацртаме поголема само со користење на ова мени, односно на оваа икона или алатка. Понатаму, за да можеме да нацртаме поголема табела од понудената или пак да нацртаме веднаш табела, не мора да ги избереме овие празни квадратчиња, можеме веднаш да се придвижиме кон Insert Table, каде што ќе кликнеме со лев клик од маусот, ќе се појави нов прозорец. Во новиот прозорец треба да запишеме колку колони и колку редови ќе содржи нашата табела. Можеме да ги испишеме или пак да избереме број соодветно според стрелките кои што ќе се движиме нагоре и надолу. Од кога ќе го запишеме соодветниот број, избираме ОК и ни се нацрта табела на местото каде што треба курсорот на програмата за работа со текст. Следната икона ни овозможува молив за цртање на табели со слободна рака. Можеме со помош на оваа алатка да доцртуваме редови, да доцртуваме колони или да нацртаме од почеток нова табела. Исто така, имаме тука алатка, односно икона, која што ќе ни овозможи да нацртаме Excel табела и Excel пресметка на Word документот и исто така имаме икона која што ни овозможува да избереме како би изгледала табелата во нашиот документ. Ќе ве замолам да го запрете видеото и да се обидете да ги испробате сите овие 5 понудени алатки за цртање на табела. Се надевам и сигурна сум дека успешно завршивте оваа активност. Преоѓаме на следна активност. Од кога табелата ни е нацртана на работната површина на програмата за обработка на текст, доколку со лев клик кликнеме во табелата, ќе се појави нова лента со алатки, односно ќе не однесе во дизајн, каде што можеме да ја дизајнираме табелата, односно да ја
менуваме, да ја уредуваме онака како што ни е замислено. Можеме најпрво со овие понудени овдека алатки да го избереме изгледот на табелата. Според формата, бојата, исто така надолу имаме стрелки кои што ни овозможуваат паѓачко мени каде што ќе се појават многу типови видови на табели. Понатаму овдека ни се нуди и обојување на подлогата на клетката во табелата, онаму каде што имаме кликнато, само таа клетка ќе ни се обои. Доколку сакаме да обоиме цел ред или цела колона, треба да ни биде селектиран тој ред или таа колона и ќе се обои со со избраната боја од палетата со бои. Следна алатка која што можеме да ја користиме при обработка на изгледот на табелата е избор на начинот на исцртување на избраната линија. Можеме да избираме или да бришеме табели, редови, колони, односно линии на самата табела. Може би оваа линија во средина не ви сакале да стои тука, можеме да избереме да биде избришана или да биде заменета со некаков друг тип на линија. Тука постои и алатка која што ни овозможува избор на типот на линии во табелата. Можеме секој од овие линии која што е исцртана на оваа табела да биде со различен тип, односно треба да биде селектирана клетката и да избереме со каков тип ќе биде исцртана со линијата од било која линија од табелата. Следна алатка ни овозможува избор на дебелина на линиите. Можеме да избереме со која дебелина да биде исцртана било која линија од табелата. Потоа, исто така, тука се појавува повторно моливчето, кое што ни овозможува цртање на табела со слободна рака, и тука постои алатка со гума за бришење на исцртани редици, колони или линии меѓу нацртаните редици и колони во табелата. Ке ве замолам повторно да го запрете видеото, да се вратите во вашата програма за работа со текст и на веќе нацртаната табела да се обидете да ги спробате сите овие алатки, да видите какви можности нудат за уредување на изгледот на табелата. Одлично завршена работа, се надевам дека сите завршивте. Продолжуваме понатаму со до објаснување на алатките за обработка и за уредување на изгледот на табелата. Претходно кликнавме со лев клик на табелата, се појави нова лента со алатки. Во овој случај ќе кликнеме со десниот клик од маусот внатре во табелата. Во тој случај се појавува едно паѓачко мени кое што ќе ни овозможи уредување на табелата. Тука имаме икона која што ни овозможува вметнување на редови и колони во табелата. Значи се појавува паѓачко мени во кое што можеме да додадеме колона одлево, од десно, ред од горе и ред од долу, ред помеѓу. Значи ова е нова алатка која што ни нуди можност за додавање само на еден ред и на една колона, зависно од потребата и местоболожбата на редот и колоната. Исто така имаме алатка која што ни овозможува избор на начинот на исцртување на избраната линија. Во овој случај можеме да избираме линии, типови на линии, кои што ќе ни ги исцртаме и каде би сакале да биде исцртано, се наоѓа на оваа алатка Borders and Shading. Исто така, на ова паѓачко мени имаме можност да избереме набројување на символи, доколку податоците во табелата треба во секој од овие клетки да бидат набројани неколку податоци, можеме да ги наброиме со помош на символи, а исто така можеме да набројуваме со броеви и со букви. Ке ве замолам да го запрете видеото и да се обидете да ги испробате и овие можности на овие алатки од паѓачкото мени при десен клик во табелата. Одлично завршена работа и сигурно успешно завршена работа.
Преоѓаме на активности. Сега, како активност која што заедно паралелно ќе работиме, ќе го стопирате видеото и ќе цртаме табели. Јас како активност ќе побарам од вас да креирате табела со податоци од вашето одделение. Во табелата за податоци треба да имаме име и презиме, роден ден и мејл адреса. Како ќе започнеме активноста? Најпрво треба да изберете фонт Arial со македонска поддршка со големина 12. Откако ќе избереме фонт за пишување, го вклучуваме капслокот и пишуваме наслов на табелата, табела со податоци за моите пријатели. Откако ќе го напишеме насловот со големи букви, едниот начин беше со капслок, другиот може да држиме Shift и да ги испишуваме буквите со пуштање на тастерот Shift, ќе продолжи со пишување на мали букви. Ќе нацртаме една табела која што ќе содржи 3 колони и 6 редови. Можете да изберете поставката на која што вас ви е најлесна и можете побрзо да нацртате табела. Потоа, тоа можеме да го направиме јас како пример и помош за да се изработи табелата. Вие нудам можноста кога ќе одите на Insert во Table, кој ќе се појави новиот прозорец, да изберете дека оваа табела ќе има 3 колони и 6 редови. Ќе ве замолам да го запрете видеото и да ја нацртате табелата. Одлично завршена работа. Продолжуваме понатаму. Во секоја колона испиши го текстот како на сликата. Со вклучен капслок или ќе повторам уште еднаш, со држање на Shift и избирање на буквите, ќе го испишете текстот во првиот ред од табелата. Односно, тука ги впишувавте име и презиме, роден ден и мејл адресите. Мејл само, тие ќе бидат напишани со големи букви. Доколку ви беше вклучен капслокот, ќе треба да го исклучите и податоците кои што ќе пишувате надолу во колоните за име и презиме и роден ден, ќе ги спишувате со соодветни мали и големи букви, користејќи го капслок или пак Shift. Кога ќе ги внесувате мејл адресите, ќе ја смените поддршката да ви биде англиска, за да можете да користите латиничен фонт на букви. Ако во колоната со имења некој презиме е долго и преминува во нов ред, расшири ја колоната. Постави го курсорот на границата помеѓу првата и втората колона и со лев клик треба да влечете и по потреба да го расширите и да го стесните, да расширите или стесните колоната, исто така можете и редот и го пуштате. Се додека држите со маусот, се расширува колоната. Ќе ве замолам да го запрете видеото, да ги запишете податоците во табелата и ќе продолжиме со следни активности. Продолжуваме понатаму. Вклучи ја лентата за работа со табели. Односно, кога ќе кликнеме со лев клик во самата табела, се појавуваше во горниот дел нова лента во која што ни овозможуваше уредување на табелата. Селектирај го првиот ред и избери црвена боја за текстот. Значи, еве погледнете, име и презиме, роден ден и мејл е запишано со црвени букви. Бојата на буквите е црвена. Потоа селектирај колона по колона. Во случајов првата колона јас ја обојав жолта, втората колона зелена и третата колона розова. Тоа можеме да го избереме од лентата со алатки, но најпрво треба да не бидат селектирани, а потоа да избереме боја за да се обои секоја клетка. Запрете го видеото и обојте ја табелата и фонтот на буквите. Одлично завршена работа. Преостанува уште една активност. Постави линија на табелата како на сликата. Селектирај ја целата табела и избери двојна линија со дебелина 1,5. Постави ја околу табелата. Избери единечна линија
со дебелина 1,1/4 и постави ја како внатрешна линија во табелата. Од кога ќе го направите сето ова, ќе треба оваа табела, која што се наоѓа во одреден документ, да ја меморирате под името податоци за моите пријатели. Се надевам дека успешно ја завршивте и оваа активност и зачувувањето, односно меморирањето на документот следи домашна задача. Креирайте табела за распоред на часови како на сликата. Распоред на часови, под него треба да следи слика и табелата која што има 8 редови и 6 колони. Може да ја обоите според она што сум го дала јас, а може и по ваша желба. Ќе го запишете вашиот распоред и ќе го меморирате во вашата папка со вашето име. Ви посакувам успешна работа и се гледаме на следниот час.